бла-бла. Јас сум Катер. Ти си? Јас сум фитнес инструктор по аеробик. Колку време си рекла? Па веќе 2 години се занимавам со тоа. Како започна? Малце по-подробно. Па најпрвен вежбав лично јас. Потоа се запишав на факултетот за физичка култура ДИВ, каде што оваа година ќе дипломирам. И одлучив да се занимавам како личен тренер со тоа што веќе 2 години соработувам веќе со повеќе девојки кои вежбаат. Каде? Каде го правите тоа? Моментално сме во фитнес центарот Капитал, во аеродром. И каква е заинтересираноста? Па, за разлика од претходните години, сега девојките повеќе обрнуваат внимание на својот физички изглед, со тоа што некои накачуваат на телесна маса, некои слабеат, некои се одржаваат. Добро, по принцип целта е да се одржуваат луѓето во одредена форма, така? Да, во главном девојките, бидејќи јас вежбам моментално само со девојки, се трудат своето тело да го доведат до она како што тие сакаат да изгледаат. Треба да се хранат здраво, да имаат редовен тренинг. Зашто само девојки? Па не знам, сега за сега во главном со нив соработувам. Така да, Мислиш машки заинтересирани за фитнес? па има, но јас моментално работам само со девојки. Добро, да ги поканиме машките да дојдат? Може? Ако се безобразни, да не дојдат. Па не, се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик и ќе соработуваме. Кажи ми сега, ја вака не сум бил на еден тренинг. Вака што сум гледал по фотови, по филмови, тоа е тоа? Па главно тренингот зависи од вежбачот. Значи, кога доаѓа и кога бара што сака од себе, секој тренинг е индивидуален и е различен, со тоа што некои девојки слабеат, имаат еден тренинг, другите девојки кои накачуваат на маса имаат сосема друг тренинг, али во главно здравата исхрана е многу клучна и интензивниот тренинг. Добро, битно ли е да си тесно? Не. Значи битно е да ти биде комотно, мајца, тренерка, хеланка, Трико. трико. Може ли? Кажи ми ти, предходно, пред да бидеш фитнес инструктор, друго што имаш работа? Најпрво започнав на 11 години со ракомет, тренирав 5 години и некако ми издосади. После тоа се префрлив во фитнесот, каде што видов дека лично за себе има голем напредок, продолжи во теретана и до ден денес се уште се занимавам со тоа. Некои ни планови, нешто, тоа има некако стакни? Да. Има ли некакво во фитнесот, дали постои некако такмичарски момент или не? Па да, има моментално девојки кои се спремаат, али тоа се веќе оние професионални, кои многу малку ги има кај нас во Македонија. Девојките кои претежно вежбаат со лични тренери како јас, се одржуваат себе си и индивидуално. Чисто за себе, не? Да. За некаков напревар. Да. Кажи ми колку е заедницата, дали сте сдружени во некакви сдруженија, дали си помагате, си кажувате совети со други инструктори, дали некој странски тренер, некој пат дошол и така? Јас искрено не познавам кај нас, во главном во Скопје, да има други фитнес инструктори девојки. Момци да, значи често менуваме совети, знаеме да прашаме колку е потребно, значи да се вежба. Има девојки кои имаат повреди, па имаат посебен режим на тренинг, се советуваме во главно. Кажи ми нешто лично за тебе, која состојба си на патување во животот? Па моментално ќе дипломирам на факултетот за физичка култура. Вежбам редовно, значи 4 пати во неделата. Имам тренинзи со персоналци. Имам планови да се заминам од тука и да продолжам како фитнес инструктор надвор од државата. Дечката ќе односи со тебе или не? Мене прашањето ми беше дали си слободна или имаш некако complicated на Facebook? Љубовниот статус моментално ми е слободен. Да. Сите заинтересирани? Така да не е нешто комплицирано, не е in relationship. Добро, кажи ми,
Дали као фитнес инструктор имаш најашните пат да се прејадеш или да се преначуваш да се прејадеш? Алкохол не конзумирам. Така да тука нема нешто околу тоа. За храната да, знам некогаш да одвојам она cheat day ние што го викаме и да си прушам задоволство на парче торта или нешто покалорично. Си изала у живот хамбургер? Да. Од кафе? Од големите или од Макдоналдс? Во Макдоналдс одамна го нема, ке настали седмица, некогаш е неизбежно. Сега да бидеме искрени. Колку трае часот и дали е тоа некој стандард или зависи од моменталното расположение или како и да е? Значи, од прилика час, час и половина, бидејќи секој вежбач има различна потреба и секој тренинг има различна индивидуална вежба. Значи, секој тренинг е различен со тоа што некогаш има повеќе кардио, некогаш има помалку. Во главном е до вежбачот. Значи, како почнува? Обично како она на физичко што беше растргнување, разгибување, како сам иде на простра или? Па да, во принцип тренингот почнува со истегање, потоа продолжуваме со загревање и со тренингот кој следи наредниот, значи можеби е тежински, можеби е индивидуален. Како мислиш тежински, као билдање, тегор? Па да, има девојки кои користат тежини, има девојки кои не користат тежини. Ама тоа е тој принцип, пример, со Да. бицепс, трицепс. Да. Значи девојките кои качуваат на маса се хранат повеќе од девојките кои намалуваат на тежина. Значи тие вежбаат поинтензивен тренинг. Девојките кои се ангажираат да изгледаат послабо, имаат повеќе кардио. Кои се повеќе, тие што сакаат да ослабнат или тие што сакаат да качат некој кило? По главном оние што слабеат. Така? Да. Некој да доаѓа така чисто за спортски здрав дух? Па да, веќе имам две госпоѓи кои се помислам дека околу 40-45 години доаѓаат чисто ради себе да си го одржаваат своето тело, да изгледаат подобро, да се хранат здраво. Според тебе, македонците, како народ, имаат уопште сенс за здраво тело, здрав дух или? Па во главном сега овие години да, и тоа повеќе се момците затоа што гледаат повеќе да се избилдани, да имаат подобро средено тело, за девојките не, многу помал број се. Затоа и кажав дека би било убаво да се посветат на вежбањето. Кажи ми, некад се десило некој заради килажата не може да биде дел од екипата? Не, значи оние кои доаѓаат со поголема тежина, првите можеби месеци им е малку потешко, али потоа кога првите резултати ќе бидат видливи, остануваат и се трудат. Дали мора за да имаш успех и да вежбаш, ама и да внимаваш наистина, или можеш да си јадеш колку сакаш и да си вежбаш и да има ефект и тоа? Во главном вежбачите кои доаѓаат и почнуваат со тренинзи, треба да внимаваат на својата исхрана, бидејќи јас им давам режим на исхрана според тоа што тие го бараат да го постигнат. Самата исхрана помага во тренингот за да полесно доведување во посовршен изглед, а и во олеснување на тренингот. Секако дека доколку би јаделе сладки, би пиеле газирано, би внесувале многу зачини, нема да има видлив резултат. Кажи ми дали има нешто што не те прашав, нешто сакаш да го споделиш со гледачите на Благо? Па да, би сакала да им препорачам на сите девојки, не само на девојки, и на момци, дека треба да се хранат здраво, да тренираат, да вежбаат. Значи, сигурна сум дека можат да одвојат барем 3 пати во неделата по час и половина за себе си, бидејќи здрав живот, подолг живот. Фала ти уште еднаш да те се заблагодарам што беше дел од Блогла ТВ и да те прашам дали може да дојдеме ние некој ден да се однаме кај вас у вежбални. Ви благодарам и вас на поканата, секако да, значи ќе направиме еден тренинг и можеби ќе продолжите.